Независниот кандидат за градоначалник на општина Куманово, Горан Стојковски Дирос, смета дека во централното градско подрачје нема основна инфраструктура која ги задоволува потребите на лицата со попреченост. Прво можете да видите гранитни плочи кои се нерамат. Поставам едно прашање. Како лице со попреченост ќе може да функционира на овој мал поштар? Нема ниту една прописна пристапна рамка. Погледнете катната гаража. Ниту од спратна катна гаража, ниту од долу лице со попреченост не може да излезе на мал поштар. Културниот дом нема ниту една прописна рампа за вистинска инклузива на луѓето со попреченост. Патека која што завршува директно на сообраќајница, без обележани пешачки премини. Тротоар кој што не е проширен и кој што завршува слепо, не директно на пешачки премини. Ова е само уште еден сегмент колку е небезбеден овој мал поштар. Ова е само еден показател како лошо се менаџира со проектите од страна на општина Куманово. Што е тоа што моментално ни пали? Тоа е надзор. Очигледно, за да се води општина Куманово, треба да се живее со и низ неа, а не покрај општина Куманово. Овдека имаме комплетен промашај на надзор. Не само на фирма која што изберена како надзор, туку и на надрешен надзор од на самата општина.